Дневник на ТВ+, еве што ќе гледате. Притвор за Кумановец осомничен дека пукал во момчето пронајдено во бунар. Учениците денеска ги добија завршните оценки. Објавени резултатите од анализата на водата во реката Пчиња. Екипата на Форшпет победи на Видовданскиот турнир. По идентификацијата на безживотното тело извадено од бунарот кај црквата Света Мина, МВР потврди дека станува збор за 31-годишното момче кое што било пријавено за исчезнато на 26 јуни. Во случајов има осомничено лице дека пукало во момчето, најверојатно со огнено оружје. Основното јавно обвинителство Куманово предложи мерка притвор за осомничениот. Притвор за лицето кое што е осомничено дека пукало во момчето пронајдено мртво во бунар во Кумановско Доброшане, предложи надлежниот јавен обвинител во Куманово. По извршената идентификација, МВР потврди дека станува збор за 31-годишниот Бојан Илиевски од Куманово, кој на 26 јуни бил пријавен за исчезнат од неговиот брат. Семејството, родителите и полицијата безуспешно трагаа по него, се до пред 2 вечери кога 29 годишен кумановец пријавил дека до бунарот во близина на црквата Света Мина во Борова шума имало траги од чекори и од крв. До бунарот полицијата пронашла и една испукана чаура од непознат калибар, а од него било извадено безживотно тело со прострелна рана на десната слепоочница, најверојатно направена од огнено оружје. По извршениот увид надлежниот јавен обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатото лице, наредби за вештачење на материјалните траги што биле подигнати од местото на настанот, како и претрес на домот во кој што живеел осомничениот. Во меѓувреме, наредено е психијатриско вештачење на осомничениот, како и вештачење на материјалните докази пронајдени при претресот на неговиот дом. Инаку исчезнатиот последен пат бил во друштво на негов пријател кој со автомобил го донел момчето на патот за местноста Бејтови ниви, каде го оставил да се оди дома. Бидејќи патот по кој требало да се движи е неосветлен, неговите најблиски се плашеа дека му се случило најлошото. Истрагата допрева ќе утврди што и како се случило со момчето. Со завршување на анализата на квалитетот на водата на реката Пчиња, од Центарот за јавно здравје посочува дека променливоста од 2 класа во зимските периоди и 3-та класа преку летото е стандардот кој што постои во последните години. Водата на реката Пчиња е погодна за наводнување и како технолошка вода. Заврши анализата на квалитетот на водата на реката Пчиња, кој што го спроведува Центарот за јавно здравје, односно за водите кои што ги следат површинските води од јавно-здравствен аспект врз основа на програмата за јавно здравје. Испитувањата се вршат со цел запазување на загадувањата кои што може да навлезат во синџирот на исхрана, преку наводнување, преку водата за пиење од селските бунари и поради тоа што се користи за рекреација и разладување на граѓаните во летните денови. Од Центарот за јавно здравје посочи дека квалитетот на водата се следи по течењето на реката Пчиња и Крива река до вливањето во Пчиња 4 пати годишно, а мерењата се вршат во текот на потоплите месеци. Последните испитувања се вршени по течењето на реката Пчиња на мерните места во село Пенице кај меморијалниот центар Асман, село Стрновац кај бањата со извор на минерална вода и во село Пчиња. Од центарот посочи дека реката Пчиња спаѓа во реки од 2 класа, вкупно 4, според методологијата од 1999 година, но со текот на годините постои промена во одредени периоди кога водата преминува во 3-та класа. Параметри според кои се јавува отстапување од класата се најчесто зголемена матност, зголемена потрошувачка на калиум перманганат, зголемена содржина на нитрити, се јавува и присуство на бактеријата Ешерихија коли. Значи, по што можеме да заклучиме дека на овие водотоци се јавува антропогено влијание. Знаеме дека во селските населби никаде не постои канализација, така што доста често по дождови, слевање на водата по површината доаѓа до загадување на водотоците. Од Центарот истакнаа дека се во тек разгледувањата на предлозите на новите класификации кои што одговараат на европските стандарди, а во однос на минатите години следењето на квалитетот на водата нема одредени драстични промени.
Во главном овој квалитет се јавува со години, значи немаме некоја измена, повремено преминува, посебно во зимските месеци преминува во втора класа, додека во летните месеци преминува во трета класа, трета до четврта класа. Значи немаме некоја промена на квалитетот со текот на годините, бидејќи немаме промена ни на состојбата на теренот. Значи ова е една константна состојба со водотоците во Куманово. Според последните мерења и новите стандарди, водата од реката Пчиња може да се користи за наводнување и како технолошка вода. Од друга страна, иако е ставено под прашање користењето на реката за капење, од центарот посочи дека квалитетот за таа намена е варијабилен и со почитување на стручните совети не би требало да дојде до несакани последици. Морам да нагласам дека нашите анализи се моментални анализи, значи анализа на примерокот во моментот на земањето. Значи, на тој и тој ден во толку и толку часот квалитетот на водата на реката е таков, не одговараше за капење. Меѓутоа, тоа не значи дека наредниот месец, наредната недела, тој квалитет нема да биде променет. Значи, не можеме со сигурност да кажеме дека не е за капење или е за капење, меѓутоа се препорачува кој се разладува, кој се капи, после капење во реката задолжително туширање со чиста вода. Од центарот истакнаа дека водите според нивните истражувања се погодни за риболов и нема штетни материи кои што би го загрозиле еколошкиот живот на рибите во реките Пчиња, Крива река и Кумановка. Квалитетот на водата во базените кои што постојат во градот не е испитан. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против 50-годишниот РЗ поради сомнение за сторено кривично дело убиство во обид. На 12 месецов околу 19 часот БР, движејќи се со своето патничко возило во кое бил и сопатникот СМ, во еден момент од левата страна го забележал пријавениот како со раце му дава знак дека во торбата која ја носел има пиштол и дека ќе го употреби. Кога оштетениот застанал сакајќи да го праша зошто му се заканува, пријавениот го извадил пиштолот и испукал 2 проектила кон возилото во правец каде што седел оштетениот, погодувајќи го истото во пределот на вратата, пошто БР исплашен заминал. Учениците од основните и средни училишта од градот денеска ги добија свидетелствата за постигнатиот успех во изминатата учебна година. Наставниците изразија задоволство од сработеното на учениците и им посакаа да уживаат во заслужениот летен распуст. Во основните и средни училишта во градот денеска на пригодна свеченост беа доделени свидетелствата на учениците. Најмногу на свидетелствата им се израдуваа најмалите. Тие се сретнаа со наставничките, основците и средношколците со класните раководители, при што зборуваа за постигнатиот успех во изминатата 2015-2016 учебна година. Професорите истакнаа дека се задоволни од сработеното. Заврши уште една учебна година 2015-16. Во нашето училиште се делат свидетелства, успешно ја завршивме годината, задоволни сме од работата на учениците. Веќе се подготвуваме, почнавме и одржавме наставнички совет со подготовки за идната година. Ова година сме задоволни успехот на учениците. Освоивме државни, први имаше општински надпревари, имавме многу награди на регионални, државни па и меѓународни надпревари, има ученици што добија награди. Така да во целина математика на меѓународен надпревар. Во категорија од основно и средно наш ученичко од основно освои 3-то место на меѓународен математички клуб, потоа по англиски јазик исто 2-ро место на државен надпревар. Спелинг би и така, во целина сме задоволни. Учениците нагласија дека се задоволни од постигнатиот успех. Јас сум второ деление завршив. Заврши второ деление. Како си задоволна од успехот? Добро. Добро си. Да, супер. Да. Што ќе правиш за време на летниот одмор? Па, слободното време ќе го потоцам на читање лектири и на игра. Одлично. Одлично се. Да. Како беше дружбата со другарките? Добро. И научивте нешто? Да. Што ќе правиш за време на летниот одмор? Ќе одам на одмор. Се бањам. Друго? Ќе се бањам во море. Ќе учам. Може би ќе прочиташ некоја лектира или Да. Веќе читаме. читате веќе? Да. Па, јас сум задоволен од успехот доста по. Дружбата со освен учење имаш и дружба со пријатели, другари. Дружбата е убава.
За време на летниот одмор што ќе правите? Па, ќе одам на одмор, ќе се одмарам, ќе си играм со другарчињата. Може би некоја лекција да ќе прочиташ? Да. Ќе одам на одмор, ќе си играм со другарите, ќе играме фудбал. Од училиштата нагласија дека во текот на летниот распуст наставниците ги очекуваат неколку обуки за професионално усовршување. Додадоа дека и во идниот период ќе продолжат со исто темпо, дури и понасочени да им го пренесуваат знаењето на своите ученици. Овој јуни веќе наставниците беа на 5-6 обуки во јуни, имаме во август и така во тек на цела година имаме околу барем 15 обуки. Наставници организираме интерни во нашето училиште. Во понеделник организираме исто една обука за оделенски наставници за користење на нови методи, техники за работа. Така да продолжуваме со работа и во летото до 11 јули кога ќе одиме на годишен одмор. Тие на своите ученици им посакаат да уживаат на заслужениот летен распуст. Територијалната противпожарна единица во текот на вчерашниот ден имала полни раце работа. Тие бележат вкупно 5 интервенции. Во првата интервенција учествувале во вадење на тело пронајдено во бунар во село Доброшане. Втората била на запалена сува трева во близина на Екстра Мейн, во чие гаснење учествувале 3 пожарникари и едно противпожарно возило. Во периодот од 14 часот и 10 минути до 14 часот и 40 минути повторно гаснење имало на сува трева, овој пат на улицата Доне Божинов, каде учествувале 2 пожарникари со едно противпожарно возило. Запалена сува трева гаснеле и во атарот на кумановското село Кучкарево, како и во близина на спомен костурница, местото викано Пармакови ниви. Од запалените суви треви нема причината по голема материјална штета, а причините за избовнување не се познати. На вчерашната седница на Советот на општина Куманово, советничката од СДСМ Снежана Захариева побара од градоначалникот во наредниот период да бидат обележани автобуските постојки и да се предвидат места за запирање на градските автобуси. Надлежните со одговор дека е потребна целосна реконструкција на постојките, за која што во моментов нема пари. Само за изградба на една автобуска постојка се потребни околу 5000 евра, одговори градоначалникот Зоран Дамјановски. Се работи за одбележување на места каде би стоеле локалните градски автобуси на почетокот на булевар Октомвриска револуција. Ме поттикна самото обележување на пешачките премини, па буквално сакам вака да се информирам и себе си и останатите мои сограѓани дали има шанса да бидат обележени и автобуските постојки, бидејќи факт е дека на необележени места стојат автобуси, местото е повеќе од фреквентно, влезовите на стамбените згради се претвораат во вистински автобуски станици, особено при неповолни временски услови. Не се криви оние што чекаат, значи мора негде да се засолнат, но факт е дека прописно обележано место за стоење на автобуси нема. Дали има шанса во догледно време да овој проблем се реши и да се обележи место каде што ќе стојат градски автобуси и да се направат адекватни автобуски постојки со сите нишани? Со отпочнување на хоризонталната сигнализација, дел од хоризонталната е и одбележување на постројките, така да тоа ќе е сукцесивно, имаме програма, имаме изведувач, имаме фирма, отпочната е работата, мислам дека во скоро време ќе биде. Треба една комплетна реконструкција, за тоа ќе треба да се направи проект и изведба. Мислам дека овој период у скоро време не сме во финанска можност да отпочнеме таа работа, меѓутоа у догледно време сигурно. Во Центарот за култура утре ќе се одржи хуманитарен концерт за Мартина и Александар Дудевски, кои боледуваат од цироза на црниот дроб. На концертот, кој ќе започне во 19 часот, ќе настапат повеќе музички звезди, меѓу кои Александар Богдановски, Дарко Тодоровски, Мартинијан Кириловски, Андријана Јаневска, Мартија Станојковиќ и други. Истиот го организираат неколку физички лица во соработка со хуманитарното здружение Крепост.
Заврши 16-тиот традиционален турнир Видовдан, организиран од српската заедница во Република Македонија. На турнирот првото место го освои Форшпет, победувајќи ја минатогодишната победничка екипа на Босем. Од српската заедница посочија дека турнирот и понатаму ќе се одржува со цел зачувување на српската култура и традиција. Екипата на Форшпет годинава го освои првото место на 16-тиот поред видовдански турнир во мал фудбал организиран од српската заедница во Република Македонија. Форшпет во финалето играше против екипата на Босем, која што како минатогодишен освојувач на турнирот имаше мала фаворитска предност пред надпреварот. Многу денешните победници покажаа цврста игра во одбраната и одлична реализација во нападот, со што целиот дуел беше одигран на високо ниво. Во првото полувреме екипата на Форшпет постигна 2 гола и сигурно го започна надпреварот, а Босем имаше проблеми со организацијата во играта и тешко доаѓаше до шанса. Во второто полувреме Босем ги консолидираше редовите и постигна 1 гол, но постојано играше на противничката половина, со што му отвори можност на Форшпет преку контра да го постигне и третиот гол, со што надпреварот заврши 3-1. Од екипата на Форшпет головите ги постигнаа Стефан Јосифовски и Кристијан Златковски, кој го доби медалот за најдобар стрелец, а од екипата на Босем прецизен беше Иван Крстевски, кој се закити со медал за најдобар играч на турнирот. Најдобар голман беше Никола Стевковски од екипата на Форшпет. Третото место му припадна на екипата на Веланд. Од српската заедница посочија дека се задоволни од посетеноста и целиот процес на одвивање на турнирот. Били смо мало скептични у однос на публику, затоа што на европску сцену се игра европско првенство у фудбалу, али могу да вам кажам на наше изненаđenje, свако вечер смо овде на трибинама у спортском центру код Соколане, значи било е публика до задњег места. Фудбалската легенда Драган Мутибариќ, кој што ги подели медалите на најдобрите играчи, посочи дека квалитетот на екипите кои што играа е на високо ниво. Во меѓувреме Мутибариќ се осврна и на спортската етика, која што беше максимално испочитувана од играчите. Подлога е врло тврда и сваки пад е врло незгодан, tako da su bili igrači na visini u odnosu na startove. Stvarno nije lepo nekog namerno da udari. Igra je protekla u jako lepoj i fair igri. Ja im čestitam igračima, isto tako čestitam i ovo je jedan od najvećih praznika srpskih Vidovdan. Čestit praznik svima i da se iduće godine u još boljem svetlu ogledamo и у фудбалу и у спорту. Од српската заедница се осврнаа на значајот на празникот Видовдан за србите како народ и истакнаа дека целокупниот настан заедно со настапот на културно-уметничкото друштво Српски вез представува потсетување на српската култура и историја. Идеја е пала пред 16 година да направимо нешто, да обележимо Видовдан, еден од највеќих српских празника и да се подсетимо на давну 1389 годину када е одиграна битка измеѓу Срба и Турака. Практично ова битка за Србе е изгубljena, меѓутим ми као Срби и као српска заедница, као наследници српскog рода из тог временскog периода, значи црпимо едну неизмерну енергiju. Од српската заедница посочија дека и во иднина ќе продолжат да го организираат традиционалниот турнир. Времето денеска во Куманово беше многу топло и сончево, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 32 степени, а минималната 16. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со дожд, при што дневната температура ќе достигне до 34 степени, додека утринската ќе се намали до 18 степени Целзиусови. Ова беше се за денеска. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.